ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска наш гостин е универзитетскиот професор по трудово право Лазар Јоевски. Би сакал да започнам со темата која што порталот Работник ја отвори неодамна, затоа направивме една кратка анкета, а тоа е нематеријалната мотивација. Дали, професоре, според вас нематеријалното мотивирање може да ја зголеми продуктивноста на вработените или сепак материјалното останува она што е значајно за нив за да се зголеми нивната продуктивност? Најнапред благодарам за поканата да гостуваме на овој начин преку Zoom видео интервју во вашиот портал. И голем поздрав до сите оние кои што ве следат и кои што ги пратат вашите објави, меѓу кои сум и јас секако. Значи, прашањето за мотивацијата на вработените е прашање кое што досега не е ново и кое што согласно искуствата, емпириските анализи, теоретските поставки, но и практичните аспекти има досега голем број на алатки, би рекол, или начини на кои што се употребуваат во пракса за да можат или да се дојде до ефектот на мотивирање на вработените. Меѓутоа, во контекст на вашето прашање дали нематеријалното мотивирање версус материјалното мотивирање е побитно, би рекол дека во услови, ако зборуваме за македонски услови, во услови кога се уште имаме низок агрегат на плати во Македонија, каде што минималната плата е околу 15.000 денари, а просечната плата се движи нешто над 20.000 денари, околу, би рекол, 350 до 400 евра, според статистиките кои што постојат во овој момент. Сметам дека нематеријалната мотивација е битна, но во контекст на Македонија побитна е материјалната мотивација, бидејќи за да дојдеме до контекстот и аспектот на нематеријално мотивирање на вработените, мора претходно веќе да го имаме покриено или акцептирано прашањето со материјалната мотивација. Ако материјалното мотивирање, односно платата и надоместоците на плата кои што се даваат на вработените се ниски, тогаш нематеријалните мотивирања кои што се изразени преку различни форми и облици на обуки, на наградување кое што е нематеријално, на тимбилдинзи, на мотивирање преку пофалби, преку одредени признанија и така натаму, сето тоа би рекол доаѓа во втор план, тоа го покажуваат и емпириските искуства, во однос ако имаме ниски плати. Значи, прво, мора да се работи на зголемување на платите како темел и основа за мотивација на вработените, а потоа да се вклучат и нематеријалните аспекти за да дојдеме до, рекол, една заокружена и успешна приказна во однос на мотивирањето на работниците. И едното и другото е потребно, но има ред по кој што се или скалила, би рекол, по кој што треба секој работодавач и секоја компанија да врви по патот доколку сака да стигне до целта, а тоа е успешен бизнис, успешна компанија и задоволни вработени. Тема која што е сега нели актуелна е вакцинацијата. И насекаде ни светот гледаме дека одредени компании им даваат услови на своите вработени да се вакцинираат, на некои им велат дека немат да можат да се вратат назад на своите работни места, други одат и до тој степен што ги отпуштаат од работа. Кај нас такво нешто за среќа се уште нема, но еве имаше скоро една колумна која што ја објави порталот Работник, во која што авторот на колумната вели дека добило информации за тоа дека во одредени компании работодавачите им давале на вработените
да се потпишат на листа дали се вакцинирани или пак не се. Како вие гледате на оваа појава? Да, ја прочитав таа колумна од почитуваната колешка и можам да ви кажам дека во Македонија се случува еден процес на тивко, би рекол суптилно наметнување на концептот на вакцинација и би рекол условување на вработените да се вакцинираат. Тоа е забрането и тоа е непотребно, затоа што и согласно Законот за здравствена заштита, согласно Законот за работните односи, согласно Законот за безбедност и здравје при работа, како и најнапред согласно Уставот, вработените во Македонија се слободни во однос на одлучувањето по прашања кои што се однесуваат на нивното лично здравје во контекст на работниот однос и во контекст на работното место. Нема правен основ на кој начин и како да се присилат вработените да се вакцинираат или да се условат во контекст на вработување, значи да се бара вакцината и вакцинацијата како услов за вработување, за напредување, или пак тоа да биде основа и причина да добијат отказ на работно место. Тоа е забрането. Не само што нема основа, туку е и забрането и се смета за дискриминација согласно одредбите од Законот за работните односи и во контекст на ова што вие го спомнавте, каде што се прават некои списоци, па се наметнува одреден став, теза и така натаму, тоа сето влегува, би рекол, има елементи и на индиректна дискриминација, но и на директна дискриминација, зависи во кој облик, во која форма, како тоа се изведува во пракса. Би рекол дека ова што рековте за среќа се уште нема кај нас некои, јас не знам на што мислевте, меѓутоа и моите информации говорат дека сепак во Македонија во пракси на терен има компании кои што ги присилуваат вработените да се вакцинираат како услов за задржување на работното место. Има и во бизнис секторот, во јавниот сектор, за волја на вистината немам се уште тој тип на информации добиено, но во приватниот сектор и тоа како има компании кои што инсистираат вработените да се вакцинираат. Знаете, се уште немаме можеби судска пракса на добивање на откази по основ на тоа што не се вакцинирале, меѓутоа зависи каква зрелост ќе покажеме како општество, но и како синдикати, но и како работодавачи, па би рекол и како експертска и стручна јавност во Македонија, за да го превенираме тоа, ако сме зрели на повикот, да го превенираме аспектот на давање откази заради како основ за тоа што некој не се вакцинирал, би било добро, но би укажал на еден момент овде, во случај на давање на откази, очекувам дека најчесто отказите нема да бидат наведени во самото образложение како причина дека вработениот не се вакцинирал, туку ќе бидат наведени некои други основи, а во позадина суптилно ќе се крие причината за тоа што некој вработен не се вакцинирал. Велам доколку се случаат тој тип на откази и судската пракса тие ги евидентира. Има примери на држави во Европа, да ги издвоам, тоа се Летонија и Узбекистан, каде што владите отидоа чекор понатаму би рекол и преку законски решенија им овозможија на работодавачите да ги отпуштаат невакцинираните работници. Според вас, дали таа пракса би можела да дојде и кај нас? Директно ги немам прочитано законските решенија во Летонија и Узбекистан по однос на ова прашање. Меѓутоа, тоа што е факт е дека присилната вакцинација како услов за да може да се задржи работното место е спротивно на актите на Совет на Европа и во контекст на македонскиот правен систем, повторуваме, спротивно на нашите законски одредби, спротивно е на Уставот и така натаму. Значи, во контекст на безбедност и здравје при работа, ние можеме да зборуваме и да разговараме кои мерки се потребни да се преземат за да се заштити безбедноста на вработениот на работното место и од така наречените биолошки агенции, во кои што влегува и овој вирус на SARS-CoV-19,
меѓутоа не во контекст на присилна вакцинација, туку во контекст на преземање на одредени други заштитни мерки кои што би го спречиле ширењето на вирусот и би ги заштитиле вработените на работното место. Велам, македонскиот правен систем, македонските акти кои што се однесуваат, кои што ги ратификувавме конвенциите на Советот на Европа, се далеку од оваа правна реалност. Како ќе се одвиваат работите, јас се надевам дека нема да се случи тоа да ги прекршуваме законите и да насилно да ги менуваме, затоа што би рекол нема консензус во општеството по однос на ова прашање и секој октруиран закон, норма во пракса ќе предизвика незадоволство, ќе предизвика злоупотреби, ќе предизвика прекршување и неизина непрактична, нереална примена во животот на луѓето. Со оглед на тоа дека во изминативе година и нешто не демне пандемијата и знаеме дека едни од најпогодените од самата пандемија се младите и жените. Од аспект на тоа што најголем дел од нив, а особено младите, работат на договори на определено време, па и поради тоа беа, би рекол, условно мета за отпуштање на работодавачите. Што да се направи за да им се даде поголема сигурност на овие категории? Така, па станува збор за една правен институт работен однос на определено време кој што често се злоупотребува во пракса и тоа не само во однос на младите и на жените, туку во однос на сите вработени и тоа трае со години, токму заради законското решение каде што се овозможува релативно долг период од 5 години да се лицето би рекол вклучи во трудот во работниот однос на определено време. Тоа мора да се измени. Што треба да се направи? Треба да се регулира на тој начин што работниот однос на определено време ќе биде само по исклучок. Значи, секој работен однос да се заснива на неопределено работно време. При тоа, само во одредени случаи, точно законски определени, ќе треба да се даде можност за заснување на работен однос на определено време и тоа со точно определено време траење колку би било и секако тоа би било многу помалку од сегашните 5 години. Значи, во однос на време траењето може да се дискутира. При тоа, во овој контекст, за да не бидам и погрешно разбран од почитуваните ваши гледачи, оние кои што ве пратат на порталот, мора да се направи check and balance, значи мора да се направи еден балансиран пристап ако се воведе концептот на заснување работен однос на неопределено време, мора да им се даде одредена, би рекол, балансирана основа и на работодавачите да можат да ги канализираат оние вработени кои што прекршуваат работените дисциплина, кои што не ги исполнуваат работните обврски, да можат на тој тип на вработени полесно да излегуваат од работниот однос. Значи, полесно да се влегува в работното место, работниот однос да биде многу посилно, поцврсто поставен во рамките на правниот систем, да стресот и неизвестноста од продолжувањето на работниот однос со тоа ќе се елиминира преку заснување на работен однос по правило на неопределено работно време, а да се даде можност и филтер, би рекол, еден катализатор на работодавачите да можат во одредена смисла оние работници кои што не им одговараат, кои што прекршуваат работна дисциплина да ги тргнат од работниот однос, односно да ги отпуштат. Така. И би сакал да завршиме со ова прашање кое што е можеби малку поопшто, но сепак мислам дека е важно. А тоа е кои според вас се најголемите последици кои што COVID-19 ги остави во сферата на трудот? Ви благодарам, мислам дека тоа е одлично прашање, не е поопшто, туку баш е многу актуелно, би рекол, прашање. За сега се гледаат два драматични ефекта кои што ги прави COVID-19, а тоа е промена на начинот на функционирање на трудот, односно свртување кон дигитализацијата на трудот, и тоа се случува во европски, во светски рамки, но и кај нас многу побрзо од тоа што се случуваше до 2019 година. Тоа е едниот аспект кој што COVID го прави како промена, и вториот момент е трансформацијата на работните односи во смисла на структура, во смисла на поместување, во смисла на турбуленции на пазар на трудот, односно голем број на
отпуштања, голем број на промена на свеста за трудот. Сето тоа влегува во еден пакет кој што беко се однесува на разбирањето и сваќањето на трудот до ковидот и по ковидот. Така што тоа се тие два големи аспекта кои што драматично во моментов влијаат на трудот, на работните односи и ќе влијаат во следните 10 години.